Инфлацијата ќе изнесува 3,5% во 2025 година, а цените полека но сигурно почнале да се стабилизираат. Премиерот Мицкоски вели дека намалувањето почнало уште во декември, иако не е целосно задоволен од однесувањето на трговците за време на празниците. Засега државниот пазарен инспекторат ја следи ситуацијата, наместо да се замрзнат цените на основните прехранбени производи. Мицкоски вели дека не очекува подрастични промени, особено затоа што не поскапела струјата за да се зачува стандардот на граѓаните. Ние не ја зголемивме цената на електричната енергија, што представува голем и значаен инпут во финалниот производ и на крајот од денот во цените на производите што се во продавниците. Ниту пак цената на гасот, ниту на цената на електричната енергија, значи енергенците останаа на истото ниво кое што беа, за разлика од тој инпут кој што во еврозоната се зголеми до 15-20% во поедини држави. Мицкоски потенцира дека особено внимание ќе се посвети на реализација на капиталните инвестиции. Само овој месец се пушти во употреба експресниот пат Страцин-Крива Паланка. Ќе се вози и по првата делница од патот Градско Прилеп, а ќе финишира и пругата од Куманово до Белјаковце. Дополнително, еден од странските инвеститори со кои преговара владата го пикирал Штип како локација за своето ново вложување. Најавивме еден голем проект во енергетиката, половина милиарда долари инвестиција, тоа е проектот Ветерниот парк, односно инвестицијата на Алказар, која што е најголем дел во општина Штип, се развива тука си Карбенци и Радовиш. Мандатот го започнавме со изјава пред клиничката болница Штип, која што представува наш приоритет. Ке имаме уште една странска инвестиција која што очекуваме многу скоро да објави својата одлука и да биде тука во Штип. Во 2025-та се зголемува помошта за земјоделците. Сите категории, од тутунарите до оризарите, ќе бидат приоритет, вели премиерот. Директната финансиска помош се покачува на 120 милиони евра. Мицкоски, кој денеска присуствуваше на пуштање во употреба на клон од детска градинка и спортска сала во Штип, вели дека од првиот повик на владата е планирано во оваа општина да се изгради долго очекуваната обиколница со која ќе се поврзат двата влеза на градот. Следната година планирано е да се финансираат проекти во вредност од 6,5 милиони евра.